Почитуван председател на комората, господин Азевски, добро ни се врати. Почитувана амбасадорка Агелер, почитувани присутни Тендеруар Тепраниш. Ви благодарам на поканата на оваа денешна конференција со тема на која се радувам дека во последните години го додадовме зборот можности наспроти проблеми. Развојот секако на нашите држави на Западен Балкан е меѓузависен и само со заедничка соработка и кохезија можеме да го искористиме целосниот потенцијал на нашиот регион. Иницијативата со своето оригинално име Берлински процес, која започна во 2014 година, за подосна да го ребрендира регионот со називот Западен Балкан, е една од најдобрите иницијативи во економска смисла кои му се случиле на овој историски турбулентен дел од Европа. Во тоа време малкумина веруваа дека нешто коренито може да се промени. За сега, после скоро една декада, сите да бидеме сведоци на промените кои се случуваа во изминатиот период. И несомнено дадоа огромен придонес кон поголема меѓусебна интеграција и соработка на земјите од целиот регион. Кога зборуваме за меѓусебна соработка, сите 6 земји од регионот имаат подпишано низа билатерални и мултилатерални договори и иницијативи за слободна трговија, со кои меѓусебната трговија помеѓу сите нас се одвива без никакви царински и даначни бариери. Една од можеби најубавите примери од периодот на пандемијата од COVID-19 за регионалната соработка е воведувањето на така наречените зелени коридори, кои допринесоа кон многу побрз проток на стоките преку граничните премини и минимизирање на периодот на чекање на граница на големите товарни камиони, со што беше овозможен побрз и безбеден проток на стоките од една во друга држава, со целосно почитување на строгите здравствени протоколи. Но тоа не значи дека ние сме направиле се што е потребно како држави. И потполно сме свесни дека пред нас се крупни чекори. Како во намалување или отстранување на преостанатите бариери за уште поинтензивна меѓусебна соработка, така и во создавање на посебна подлога за развој на модерни технологии со кои ќе се креираат нови високо платени работни места. Целиот регион во кој што живеат околу 18 милиони жители и кој го има започнато својот пат да стане дел од заедничкиот пазар на Европска Унија, каде нашите компании ќе имаат можност да ги понудат своите производи и услуги на пазарот околу 500 милиони потрошувачи, се уште е далеку под стандардот на земјите од Европска Унија. Со бруто домашен производ по жител на ниво од околу 30% од просекот на Европска Унија. За да стигнеме до ЕУ просекот е можно само преку меѓусебна соработка. Регионалната конкурентност наспроти регионалната конкуренција е нашата можност за побрзо надминување на предизвиците во модерните времења на брзи промени. Економиите секогаш се во зависност од добрата инфраструктура во поширока смисла на зборот, која во сите овие земји во регионот била целосно запоставена и со ниски стапки на инвестирање во периодот на транзиција. Но сега, конечно, станува високо приоритет на целиот регион, кој од година во година се поинтензивно инвестира во собствената инфраструктура и модернизација на патиштата, железниците, енергетските капацитети и така натаму. Тука неминовно ќе го спомнам проектот кој нашата влада ќе го имплементира, со кој во наредните 4,5 години Северна Македонија целосно ќе ги комплетира паневропските автопатски коридори кои поминуваат низ нашата земја. Коридорот 8 со кој добиваме излез на пристаништата во Бургас и Драч, како и коридорот 10D со кој што добиваме подобра поврзаност со јужниот наш сосед Грција. Голем е интересот и потребата за создавање на заеднички пазар на труд. Иницијатива која веќе се реализира помеѓу земјите од новата иницијатива Open Balkan, но која во секое време е отворена и за останатите земји од регионот. Постојано добиваме повици од стопанските комори и фирмите од трите држави. Се интересираат како ќе се
спроведува мерката. Најзаинтересирани се компаниите во IT секторот, туризмот и приватното здравство, како и одредени угостителски гранки, градежништво, преработувачката индустрија, кои со ова ќе можат да привлечат работно способна работна сила и да отворат нови работни места. Со мерката практично се отстрануваат административните бариери во работен ангажман. Ако сега за работна дозвола се чека по 2 или 3 месеци и има и административни такси, со оваа мерка се отстрануваат чекањето и бирократиите и се либерализира пазарот на труд, додека платите, придонесите, сместувањето, работникот си ги обезбедува сам или пак фирмата каде што се вработува. Станува збор секако за огромна помош и огромно олеснување за фирмите кои имаат своји представништва во нашите 30 држави. Полесно да отвараат нови работни места, офлайн и онлайн, и полесно да ангажираат работни кадри за нив да обезбедуваат добри плати и добри услови за работа. Станува збор за регионална конкурентност на пазарот на труд, која со сигурност ќе придонесе кон покачување на платите и квалитетот на живот. Покрај ова, јас во различни состаноци со представници од вашите земји ја отварам темата за креирање на заедничка платформа и стратегија за привлекување на странски директни инвестиции, што ќе ни овозможи да привлекуваме индустрии кои ќе креираат голем синџир на набавки во нашите земји и така нема да се надпреваруваме и конкурираме, туку заеднички ќе работиме да ги издигнеме нашите домашни компании да можат да се вклучат во меѓународните синџири на набавки со светски стандарди. Имено, само со ваква сеопфатна политика, ние во значителна мера ќе придонесеме и за намалување на миграциите од нашите земји за нашите млади, бидејќи ќе им дадеме поголеми шанси и можности за кариера дома, во Западниот Балкан. Секако, регионалната соработка овозможува раст и развој на економиите. Предизвиците не се пречка. Тие се шанса да заедно ги надминеме и заедно да ги мултиплицираме шансите и можностите кои се отвараат пред нас. Нашиот регион пред да влезе во ера на соработка за просперитет, нашиот регион треба да влезе во ера на соработка и просперитет на сите наши народи. Да се зацврстува економската соработка и инвестициите, да се зајакнува довербата со цел напредување на не само трговската соработка. Продлабочувањето на економската интеграција и соработка помеѓу државите од Западен Балкан преку сите постоечки иницијативи е приоритет на сите народи од нашиот регион. Ова треба да биде Балканот на 21. век. Регионалната конкурентност е клучот кој ја отвара вратата за просперитет на Западен Балкан. Ви благодарам.